Во текот на целиот вчерашен ден очекував господинот Груевски да се обрати пред македонската јавност и да објасни зошто предлогот Република Македонија во заграда Скопје, кој што тој и јас заедно го прифативме пред самитот НАТО во Букурешт, е подобар од предлогот даден од Нимиц во 2005-та, со кој се зачувуваше уставното име на нашата држава. Очекував да одговори на кој тоа начин предлогот од 2008 го гарантираше националниот идентитет подобро од предлогот во 2005-та, па Груевски со чисто срце и мирна совест го прифати тој предлог. За жал, одговор не добивме. И сосема е јасно зошто. Затоа што нема и не може да има одговор ако и нема да ја разоткрие приказната за лажниот патриотизам, за лажната искреност и одговорност на Никола Груевски. Наместо тоа, вчера бевме сведоци на низа спинови, шпекулации, дезинформации пласирани од страна на Центарот за лаги и манипулации на ВМРО-ДПМН, кој има единствена цел да се дефокусира вниманието од вистинските прашања. Почитувани граѓани, во една работа целосно се согласувам со Никола Груевски, а тоа е дека народот има право да ја знае вистината. И затоа, господине Груевски, ајде да му ја кажеме вистината на македонскиот народ. Ајде веќе еднаш јас и вие да седнеме на едно јавно соочување, на еден ТВ дуел и пред целата македонска јавност да ги предочиме фактите и да ги соочиме аргументите. Да проговориме за се, буквално за се што било досега, но што е уште поважно и за тоа кој каква иднина нуди за нашата земја. Па народот нека гледа и сам нека заклучи кој е патриот, а кој предавник, кој е одговорен, а кој неодговорен политичар. Господине Груевски, ајде одважете се, охрабрете се и еднаш прифатете соочување со мене на јавна сцена. Ако сте во право, нема од што да се плашите. И уште нешто. Вчера преку вашите медиумски мегафони ми упативте закани за некаква кривична одговорност за одавање на државна тајна, за некакви затворски казни. Веднаш да ви одговорам, ич око не ми трепнува. Само напред. Нити ќе ме уплашите, нити ќе ме замолчите, само дополнително ме мотивирате. Имајќи во предвид дека вие први јавно почнавте да ја обелоденувате содржината на документот, означен со државна тајна, со огромно задоволство би ја споделил кривичната одговорност со вас. Тоа што дополнително вчера го доставивте документот на Државната агенција МИР, нема да ви го третирам како отежнителна околност. Барем не јас. За обвинителството не знам.